студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. 3 кривични дела му се ставаат на товар на сопругот, чија жена заедно со нивната ќерка падна од тераса во Скопски Карпош. Тој во 48-часовен притвор, откако обвинителството побарало, судот одобрило ваква мерка. Полицијата објасни дека само 2 часа пред трагедијата била на терен по пријава од жената, но кога стигнале на местото, таа им објаснила дека се смирила со сопругот и дека не сака да го гони кривично. Не постапиле бидејќи на неа немало видливи повреди. По смртта нашле видео на кое сопругот ја тепа, што веројатно ќе биде доволно тој да остане зад решетки. 2 часа пред Ивана да посегне по нејзиниот живот и животот на нејзината ќерка скокајќи од балкон, полицијата интервенирала поради расправија со нејзиниот сопруг. Во разговор со полициските службеници, таа потпишала белешка дека се работело за недоразбирање и дека не е потребна полициска интервенција. Иако нејзиниот сопруг, Стојанче Јовановски, бил добро познат на полицијата, имало повеќе пријави за семејно насилство, меѓутоа и 10 кривични пријави за насилен криминал, кражби и друга. Полицијата си отишла бидејќи немало кај Ивана видливи траги од насилство. Откако беа пронајдени мртви со нејзината ќерка, полицијата нашла видео како сопругот физички ја малтретира. Запис кој според министерот Тошковски најверојатно е од истиот ден. Телесни повреди, полициските службеници во она кој што го имав првично можност да го видам, при составување на службена белешка констатираат дека нема видливи телесни повреди кај жртвата. Сакам да информирам јавноста и за претходните постапувања поврзани со ова лице. Во изминатите години од страна на СВР Скопје се поднесени вкупно 10 кривични пријави за дело од областа на насилен криминал, имотни деликти и недозволена трговија со дрога. Министерот уверува дека по секоја пријава постапувала полицијата, но во сите наврати Ивана се откажувала од водење по натамошна постапка. Новите измени на кривичниот законник стапија на сила пред околу 1 месец. Со нив полициските службеници може да го гонат насилникот иако жртвата се откаже од прогон. Полицијата вчера пред Ивана си го одзеде животот, можело по пријава да го уапси нејзиниот сопруг. Министерот прашан од кога полицијата ќе постапува по новиот закон, посочи дека денеска ќе испратил телеграма до сите полициски службеници. Денес ќе спроведеме телеграма до сите полициски службеници на територија на државата, каде што во рамки на полициското работење ќе дадеме инструктивни напатствија да секој еден потенцијален сторител на семејно насилство биде повикан на информативен разговор. Стојанче Јовановски, сопругот на починатата мајка и дете, е во полициска станица под сомнение за сторени 3 кривични дела: наведување на самоубиство, нанесување телесни повреди поврзани со семејно насилство и загрозување на сигурноста. Според полицијата и обвинителството, во моментот на трагичниот настан, Ивана со нејзината ќерка биле сами во станот, а влезната врата била заклучена. Од Министерството за социјала направиле веднаш вонреден инспекциски надзор во Центарот за социјални работи, каде што утврдиле дека починатата заедно со нејзиниот сопруг за прв пат дошле во социјално во октомври за постапување за развод, но и таму имало пријава дека жената била малтретирана од сопругот. Допис од МВР примени заведен во Центарот на 2 февруарија се однесува за настан од 19 декември, за сторен прекршок против јавниот ред и мир, односно физички напад на сопругот врз сопругата, извести од Министерството. Од обвинителството соопштува дека сопругот не е пријавен за кривични дела за семејно насилство, но против него има постапка од декември за неовластено пуштање во промет дрога. Пронајдени 19 грама марихуана и 7 грама амфетамин во багажникот на неговиот автомобил. По предлог на надлежниот обвинител, ценејќи ги сите околности на предметот, судија на претходна постапка му определил мерки на предпазливост кои се уште се на сила, велат од обвинителството. Оттаму посочува дека во однос на постари постапки, поднесено обвинение за насилство кон трето лице, заедно со други соучесници, како и обвинение за напад врз службено лице, заедно со сега починатата, без да посочат детали за што конкретно станува збор. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Ширењето на евроатлантските вредности, пораката дека Алијансата се грижи за безбедноста и стабилноста на сите членки е јасен сигнал дека Македонија е кредибилен партнер на НАТО, смета поранешниот македонски амбасадор во НАТО Нано Ружин по посетата на Марк Руте во Скопје. Практично не сме осамени, не сме оставени сами да се бориме со било која, да се соочиме со било која опасност, предизвик кога се работи
за границите и самата држава онеа. Така што ова е посета која што исто така генералниот секретар од време на време, инаку прв пат нели дојде, е задолжително барем во текот на својот мандат, барем најмалку еднаш да ја посети една од членките. На иста линија и военно-безбедносниот аналитичар Милан Стефановски. Доаѓањето на Руте во Скопје ја потврди улогата на Македонија во НАТО во моменти на геополитички предизвици и во Украина и на Блискиот Исток. Практично со тоа он сугерира и имплицира на некој начин нашата улога во овие клучни моменти како дел од чуварите на јужното крило на НАТО, условно кажано. Во таа смисла ние остануваме и силен и кредибилен и докажан сојузник на НАТО. Од таа смисла би се анализирала неговата посета, без разлика дали контекстот во овие геополитички потреси на некој начин имплицира дека таа посета има таква улога, но генерално протоколот на НАТО е на закажани претходни агенти. И покрај смирувачките пораки по посетата на Рути и заклучокот дека македонската национална безбедност е стабилна, треба да не загрижуваат импликациите по нападите на Блискиот Исток. Евентуален бегалски бран и криза со енергенси не се исклучени, предупредува Ружин. Пораст на цените, инфлација и поскапување на животот и она што е многу и најзначено, дали ќе дојде до бегалска криза, бидејќи знаеме дека еден од коридорите кон Европа поминува и низ нашата држава. Тоа се, мислам, најголемите предизвици за оваа војна. Преку систем за рано предупредување, македонските институции во координација со партнерските служби вршат постојана проценка на ризиците од ескалација на немирите. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Според последните информации, досега 473 граѓани ги контактирале македонските служби во Тел Авив, Доха и Абу Даби. За оние кои сакаат евакуација се прават напори. А МВР информираше дека сите кои сакаат да бидат евакуирани од Обединетите Арапски Емирати, тоа треба да го направат во најкусможен рок преку амбасадата во Абу Даби. Ако треба ќе полета и владиниот авион, државата ги подготвува сите опции за евакуација на македонците кои сакаат да се вратат дома од Блискиот Исток. Министерството за надворешни работи вели дека разработува планови за враќање на македонските државјани од Израел преку Египет со користење комерцијални летови и по потреба владиниот авион. За тие што се во Обединетите Арапски Емирати и Катар се разгледува можност за комерцијален или чартер лет. Во изминатиот период, преку дипломатско-конзуларните представништва, беше асистирано при безбедно извлекување на едно лице од Иран, фудбалер, кој преку Турција се врати во Македонија, информираат од МНР. Со помош на Министерството, 6 наши граѓани од Израел веќе обезбедиле авионски билети од Египет кон Скопје. Од почетокот на конфликтот досега, вкупно 473 македонски државјани контактирале со македонските служби во Тел Авив, Доха и Абу Даби. Ангела Николовска, која живее во главниот град на Катар, Доха, вели дека им стасале пораки во форма на наредба, дека не смеат да ги напуштат домовите. Денеска, за разлика од вчера, вели дека е помирно и не се слушнати експлозии. Туристите кои биле затекнати таму, добиле бесплатен престој до 10 март. Не сум слушнала, значи никој од македонците кои што ги познавам или групата се нема изјаснето дали навистина поверал се јавил на тој SOS телефон за да се пријави за евакуација. Значи дали не сакаат да или едноставно се тие тоа некои луѓе кои што не ги познаваме. Имајте во предвид дека тука има македонци кои што се заглавени на аеродром, веројатно на тие има малку повеќе страв. Ние кои што живееме тука верувам дека сме посигурни во одбраната на Катар, затоа што знаеме како функционира овој систем. Исто така има брод кој што е на крстарење и е заглавен на пристаниште. Вчера ми пиша една жена од таму. Инаку денеска во Белград слета авион со 200 српски државјани кои се вратија од Дубај со комерцијален лет. Мартин Арсов, Сител телевизија. Кризата на Блискиот Исток очекувано ќе ни донеси и поскапи горива. Од агенцијата која управува со нафтените резерви велат дека во овој момент имаме доволно. Од владата велат дека се подготвени при евентуален голем скок на цената да реагираат со намалување на ДДВ стапката за горивата и со откажување од делот од акцизата. Не можеме да знаеме колкав ќе биде периодот, да кажеме, до завршување на целата оваа ситуација што се случува на Блискиот Исток. Некои велат дека ќе трае кратко, некои
според некои анализи ќе биде подолго, заради тоа треба малку да се чекаме да видиме како ќе се движат работите. Еве следете ги на дневна основа покачувањето на цената на нафтата, да, оди нагоре, меѓутоа тоа не е некој драстичен скок, што може би дава сигнали дека ситуацијата ќе се заврши ќе се затвори, ајде да кажеме, за еден пократок временски период. Ако почувствуваме воопшто дека работите се менуваат, тогаш и ние со ребалансот проекциите кои што ќе ги правиме, ќе ги менуваме. При тоа морам да кажам дека секако на владата ќе стојат на располагање и други мерки со кои што може да реагира доколку има инфлација, да речеме, не само на владата, тука е пред се Народната банка, но и владата може да донесе одредени мерки, ќе видиме.